Почитувана македонска јавност, почитуван колега. Едно сте во право. Темата е премногу сериозна. Премногу сериозна. И овие 70 денови се пресериозни во македонската историја. Не од национален, не од културен аспект. Бидејќи темата е таква, од финансиски аспект. Секој ден се задолжувате по 2 милиони евра. Катастрофална политика. Правиме ребаланс во кој што вие како председател на Комисија за одбрана и безбедност сте се согласиле да кратиме 11 милиони евра од тие кои што треба да ги браните. Кратиме 11 милиони евра од полицијата и од војската. Катастрофално сериозна работа. Знаете вие зошто. Предпоставувам и вие не сте биле консултиран кога се правел овој ребаланс. За таа цел, бидејќи знаевме дека е катастрофален ребалансот, поднесовме 706 амандмани за граѓаните, за нивните потреби, за нивниот нормален живот. Ама за волја на вистината, ниту еден не прифативте. 0 амандмани се прифатени од вашата сериозна политичка опција. Затоа ќе оценуваат граѓаните. Рековте, каде одат парите од претходните буџети? Парите од претходните буџети, колега, одеа во автопати, во субвенции за земјоделците, во повисоки плати, во повисоки пензии. За тоа гласаа пратениците на ВМРО-ДПМН. А вие зошто гласавте? Вие гласавте да се стопираат автопатите, да се стопира експресниот пат, да немаат административците повисока плата од 5%, кумановските и плебските доктори, специјалисти да не земаат 100.000 денари плата. Гласавте и поддржавте стратегија со која што Прилеп и Куманово треба да бидат преплавени со бегалци. Гласавте, поддржувате луѓе кои што ќе ги населиме во нашата држава на наша штета. Тоа поддржувавте вие овие 70 дена. Ништо конкретно. Гласавте и поддржавте закон за двојазичност за кој што колегата Тунтев како најголем промотор ни се фалеше дека не постои Тиранска платформа, не постои таков закон. Гласавте да полицаецот Долнени кога ќе брка криминалец од Прилеп, кога ќе стаса во Прилеп на границата да ја соблечи униформата за тоа што е двојазична и преминува во територија која што е еднојазична. Катастрофални решенија. Ве молам, зборувајте за сериозност. За каква економска стабилност на Република Македонија зборувате? Која инвестиција во овие 60 дена барем да исконтактиравте со некоја фирма? Знаевте што промовиравте? Промовиравте дека фабриката Санос во Скопје произведила 7 автобуси. А да ве прашам, знаете колку вработени има Санос? 3 вработени. Сте виделе некаде во светот фирма од 3 вработени, од кои што 2 се сметководители, едниот директор да направи 3 автобуси? Вие може да ни проверувате и фирма со 1 вработен која што направила експресен воз. Е, така е политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Лага до лага. Ви благодарам.